Најава за денешните настани. Нема намалување на цената на левот во охридските продавници. Албанската и македонската влада се уште не го изготвија заедничкиот план за охридскиот регион. Струга ќе биде украсена, но нема да има организиран дочек на новата година. Завршија археолошките истражувања на Самуиловата тврдина за година. Професорот Виктор Фридман, добитник на Светската награда за хуманитар. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со повремени и кратки сончеви периоди, ветровито и свежо, со измерени максимални 11 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ќе биде умерено облачно и свежо, а по котлините и долините појава на магла. Утре на запад на Пиринејскиот полуостров, како и над Балканскиот полуостров, нестабилно со врнежи од дожд. Во северните и североисточните делови од Европа времето со врнежи од дожд, снег и ниски температури. Во останатите делови од стариот континент умерено облачно и студено. Во централните и приморските предели на Балканскиот полуостров во среда ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и ниски температури, а на 2000 метри и врнежи од снег. Во останатите делови од полуостровот умерено облачно и свежо. Максималните температури на Балканот утре во интервалот 5 до 17 степени Целзиусови. Во Македонија во среда во утринските часови појава на магла, а во текот на денот умерено облачно со повремени и кратки сончеви периоди, ветровито и свежо. Минималните температури од 0 до 9, максималните дневни температури од 7 до 14. Во Охрид во среда времето умерено облачно со сончеви периоди и ниски температури, минималната 6, дневната 11. Во четврток умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 11 степени, а во петок претежно облачно и свежо со дневна температура до 11 степени. Во сабота времето ќе биде облачно во Охрид, попладне слаби врнежи од дожд. Минималната температура 6, додека дневната 12 степени Целзиусови. Данкат, ваш партнер, село Мистришево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Нема намалување на цената на лебот во охридските маркети и продавници. Пекарите и производите на основните прехранбени производи не доставуваат понуди до трговците по пониска цена. Производите требаше да ги намалат цените на артиклите, бидејќи од владата добија субвенции за струја. Граѓаните не го делат оптимизмот и очекувањата на власта дека ќе има намалување на цената на основните прехранбени производи од 5 до 13%. Нема намалување на продажната цена на лебот во охридските продавници. Лебот се продава по исти цени, иако од 1 декември, според најавите од влада, граѓаните требаше да го купуваат по пониски цени. Производителите требаше да ги намалат цените на артиклите, затоа што од владата добија субвенции за струја на пазарот со електрична енергија. Но и по 5 дена производителите основните прехранбени артикли до трговците не ги нудат по пониска цена, велат од маркетите. Нашите истражувања во поголемите охридски маркети покажаа дека по непроменета цена не се продава само лебот, туку и останатите основни прехранбени артикли. Исклучок е само маслото за јадење кое се продава по пониски цени, но од пред 20 на дена. Министерот за економија Крешник Бектеши оптимистички најави дека од 1 декември производителите на прехранбени производи ќе почнат да им нудат на маркетите нови намалени цени, но дека треба да се има предвид и фактот дека маркетите од некои основни производи имаат залихи од претходно. Бидејќи лебот маркетите го набавуваат на дневна основа, ТВМ телевизија спроведе анкета преку алатка за ангажирање на граѓаните, при што побера од нив да одговорат по која цена купуваат леб деновиве. 83,3% од анкетираните одговорија дека нема намалување на цената на лебот кој го купуваат, односно дека цената на лебот и понатаму е иста. А 16,7% одговориле дека купиле леб по повисока цена. Од анкетираните граѓани 88,9% се од Охрид, а останатите од Струга и Вевчани. Власта најави засилени контроли од страна на пазарниот инспекторат, а ги повика граѓаните доколку забележат злоупотреби кај трговците да ги пријават. 83,3% од анкетираните знаат каде може да пријават доколку забележат злоупотреби со цените на производите. Дел од маркетите кои ги контактиравме вела дека го информирале Охридското оделение на Државен пазарен инспекторат за состојбите со цените на основните прехранбени производи, но од подрачното оделение на Државниот пазарен инспекторат Охрид не успеавме да добиеме информација дали има такви пријави, ниту за направени контроли. 66,7% од граѓаните не веруваат дека субвенционираната цена на струјата од 80 евра за мегават час за производителите од прехранбената индустрија ќе ги намали цените на голем дел од прехранбените производи. Тоа што не гледаат намалување кај пекарските производи ги прави песимисти за најавеното поевтинување на млечните и месните производи во тек на следните месеци. Албанската и македонската влада се уште не го изработија заедничкиот план за спроведување на препораките на УНЕСКО. Според експертите, потребни ни се итни мерки за изработка на стратегија и комуникација помеѓу сите актери на целиот слив на Охридското езеро. Состојбите со природното и со културното богатство на Охридскиот регион ќе се истражуваат на почетокот на идната година. Албанската и македонската влада се уште не изработија заемнички план за спроведување на препораките на УНЕСКО. Временскиот рок притиска, а изминатиот период не е евидентиран ни еден значаен чекор за зачувување на статусот светско природно и културно наследство. Останаа проблемите со заштитата на шумите, реките и загадувањето на екосистемот. Според експертите, потребни се итни мерки за изработка на стратегија и комуникација помеѓу сите актери на целиот слив на Охридското езеро. Нема некој документ подготвен од двете страни. За жал имаме и некои заеднички состанокци меѓу дека кажате уште има некој комитет. За мене овој не е функционален, не е според законот и не може да функционира, нема капацитет. Експертите очекуваат уште еден поразителен извештај од мониторинг мисијата на УНЕСКО во февруари. Фактот што
мене ме чуди зашто нема отворени состаноци со сите актери на регион. Фактот што нема ниту еден документ да дискутираме што е, каква е ситуацијата, не е нешто позитивно. И вистина, ќе имаме пак препораки, мислам дека повеќе од овој што беше последниот репорт на мониторинг мисија на УНЕСКО. Состојбите со природното и културното богатство на Охридскиот регион ќе се истражуваат на почетокот на идната година. По 9 месеци за доцнување земјава одговорила на барањето на Бернската конвенција, меѓународни експерти да го посетат регионот на УНЕСКО и на терен да ја констатираат состојбата. Започнаа активности за засадување на нов дрворед на патеката кон Горица. Според планираното ќе бидат засадени вкупно 123 садници од автохтони видови врба и даб. Новите садници се дел од планот за ревегетација на општина Охрид, како замена за дрвјата кои беа отстранети поради реконструкцијата на улицата Македонски просветители. На оваа улица, според предвидениот проект за реконструкција, ќе бидат засадени вкупно 96 стебла од видот малус. Новиот дрворед на патеката кон Горица се засадува на потегот кај скејт паркот и на потегот од фитнес зоната до хотел парк. Активностите ги спроведуваат екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец. Струга ќе блесне во новогодишно руво. Ќе биде организиран концерт за најмалите, но нема да има масовен дочек на новата година. Од општината велат дека празниците нема да донесат рестрикции во уличното осветлување. Струга ќе блесне во празнично руво. Градот на мостовите ќе биде украсен за новогодишните и божикните празници. Најавен е концерт за најмладите, но нема да има масовен дочек на плоштадот Мајка Тереза. Поради кризата и препораките за штедење, прославата ќе биде скромна. За оваа намена општината издвои 5000 евра. Видовме дека граѓаните сакат повеќе од тоа, без разлика дека имаме енергетска криза, нешто да се направи и во делот на украсувањето, бидејќи најголемиот дел беше ангажирање на музичкото, држање на концерт за деца, но сега ќе направено на дополнување на програмата за новогодишниот пречек. И покрај енергетската криза за празниците нема да има рестрикции на уличното осветлување. Градот ќе биде осветлен, бидејќи се очекуваат голем број туристи. Тоа значи дека во време на празниците, тоа значи новогодишне и Божик, централното јадро ќе биде осветлено и ќе се прилагодиме спрема празничната атмосфера. Општина Струга веќе неколку месеци штеди електрична енергија. Јавното осветлување се исклучува, на што реагираат граѓаните, а поднесен е и управен приговор. Заврши археолошките ископувања за 2022 година на локалитетот Самуилова тврдина во Охрид. Откриена архитектура која што е дел од поголем комплекс на градби, фрагменти од керамички садови и монети кои што датираат од доцната антика па се до доцниот османлиски период. Завршија предвидените археолошки истражувања за 2022 година на локалитетот Самуилова тврдина, поточно во незината јужна половина, што во континуитет е истражувана веќе неколку години. Истражени се околу 150 метри квадратни, при што е откриена архитектура која е дел од поголем комплекс на градби кои припаѓале на доцниот османлиски период, како и фрагменти од керамички садови, делови од зргафиточини, луксузни лулиња, монети и други предмети кои го бележат секојдневниот живот на населението кое живеело во овие простори во периодот од доцната антика па се до доцниот османлиски период. Последните истражувања ја прикажуваат хронолошката комплексност на локалитетот, а показателите од движен и недвижен карактер укажуваат на развојот на културните хоризонти и неговите етапи. За прв пат е извршено и фотограметриско снимање на северната и јужната половина од цитаделата. Финансиските средства за реализација на проектот беа обезбедени со програмата за финансирање од буџетот на Република Северна Македонија со наслов "До истражување на просторот од Самуиловата тврдина цитадела", изработка на конзерваторски проект и непосредна заштита, конзервација на објекти со цел ревитализација на целиот простор заради целосна презентација и самоодржување. Раководител на проектот е археолог Анатолиј Арнаудовски.
Добитник на Светската награда за хуманизам за 2023 година, со која Охридската академија на хуманизмот го слави името на Свети Климент на сите светски меридијани, е професорот Виктор Фридман. Виктор Фридман, лингвист од светско реноме, славист и македонист, професор на Универзитетот од Чикаго, е добитник на Светската награда за хуманизам за 2023 година, со која Охридската академија на хуманизмот го слави името на Свети Климент на сите светски меридијани. Професорот Фридман е 17-ти добитник поред на ова исклучително признание со кое што Охрид, градот на УНЕСКО, веќе ги овенча Нобеловците Александар Солженицин, Херта Милер, светските легенди Даисаку Икеда, Рави Шанкар, Питер Брук, Мануел де Оливиера, Романо Проди. Чест и задоволство ми е да ја прифатам номинацијата за оваа престижна награда и да се приклучам кон меѓународната плејада истакнати добитници од минатото кои создадоа од оваа награда признание на кое се гледа со огромен респект на секаде во светот, вели лауреатот Фридман во писмото до председателот на интернационалното жири амбасадорот Јордан Плевнеш. Наградата на добитникот Фридман ќе му ја врачи градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на свечена церемонија која ќе се одржи на 9 август 2023 година на празникот Летен Свети Климент. На тој ден ќе биде свечено откриено и спомен обележието на плоштадот Долна порта во Охрид, кој е дело на бугарскиот сликар Светлин Русев и македонскиот скулптор Жарко Башески, информираат од Охридската академија на хуманизмот. Советниците на општина Охрид пак предложија тој интернационален чин на прогласувањето на Охрид за центар на светскиот хуманизам да биде одбележан и со патека на хуманизмот, која ќе води од Долна порта до Света Софија и на која ќе бидат поставени имињата на добитниците на Светската награда за хуманизам. Во куќата на Уранија на Ману ќе можат да бидат видени делата на лауреатите од сите меридијани и на тој начин достоинствено ќе биде одбрането престижното место на Охрид во светската цивилизација, информираат од Охридската академија на хуманизмот. Нова хуманитарна акција на Црвениот крст од Охрид за дарување мобилни телефони за лицата кои што се во социјален ризик. Акцијата ќе се реализира во тек на месец декември, месецот на дарување. Доколку имате вишок или неисправен мобилен телефон, донесете го во салонот МИДА, сервисот за мобилни на улицата Питу Гули 130, кај основното училиште Христо Узунов, или во просториите на Црвениот крст од Охрид. Сервисерите на МИДА ќе се погрижат да го отстранат дефектот, а волонтерите на Црвениот крст ќе го подготват подарекот, исправниот мобилен телефон и ќе го достават до лица од социјално загрозени семејства кои имаат потреба од истиот. Неисправните мобилни телефони кои нема да може да се поправат ќе бидат отстранети како електронски отпад согласно прописите. Радосен декември го нарекуваме овој месец на дарување во кој со бројни и креативни хуманитарни активности се обидуваме да ги поттикнеме нашите сограѓани да бидат хумани, да подаруваат и помагаат на ранливите категории граѓани. Затоа бидете хумани и дарувајте, велат од Црвениот крст од Охрид. Следуваат вестите од светот. Премиерот Димитар Ковачевски денес во рамките на самитот Западен Балкан Европска унија во Тирана, заедно со лидерите на Западен Балкан, присуствуваше на подпишување на договор за пониски роаминг цени. Со овој договор од идната 2023 година Република Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина ќе имаат пониски тарифи во роаминг со земјите од Европската унија. Истиот договор по извесен период предвидува целосно укинување на роаминг тарифите за земјите од Западен Балкан со европските земји. Денешното подпишување на договорот е уште една силна потврда за нашата европска иднина и интензивната соработка на земјите од Западен Балкан со земјите од ЕУ. Со овој договор се овозможува и поголема поврзаност и практична и економска придобивка и за граѓаните и за бизнисот. Руското министерство за одбрана соопшти дека распоредило мобилни системи за ракетна одбрана на северните Курилски острови. Јапонија тврди дека јужните Курилски острови ги држи Русија, кој Токио ги нарекува северни територии. Станува збор за територијален спор кој датира од крајот на Втората светска војна, кога советските трупи ја окупираа и потиснаа Јапонија.
Рускиот ракетен систем Бастион, кој има ракети со дострел до 500 км, е распореден на островот Парамушир во северниот дел на Курилските острови, соопшти Руското министерство за одбрана. Распоредувањето доаѓа една година откако Русија ги распореди системите Бастион на островот Матуа во централниот дел на Курилскиот гребен, се додава во соопштението на министерството. Јапонија им се придружи на западните сојузници за воведување економски санкции кон Русија, откако таа испрати десетици илјади војници во Украина во како што Москва го нарекува специјалната воена операција. Украина и нејзините сојузници велат дека Русија започнала неиспровоцирана војна. Најмалку 34 лица загинаа во лизгање на земјиште во северозападна Колумбија, 9 се повредени, соопшти официјални лица. Меѓу 34 жртви 8 се малолетни, се наведува во соопштение на итната помош. Автобус на јавен превоз во кој имало 33 лица, автомобил со 6 лица и моторцикл со 2 лица биле затрупани во одронот. Агенцијата Associated Press јави дека во спасувачка операција учествувале 80 луѓе и таа била завршена синоќа. Парламентот на Индонезија денес усвои нов кривичен закон според кој сексот надвор од бракот е прогласен за кривично дело со пропишана казна затвор до 1 година, соопшти портпаролот на парламентот. Законот ќе се применува и за индонезиските државјани и за странците, пренесува Reuters. Со законодавната форма се казнува и соживот на две лица кои не се во брак и не се меѓусебно поврзани, пренесува Тањук. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!